Добра вечер. Јас сум Лилјана Митрова, а ова е централниот дневник на КТВ телевизија, во прилог на станите кои го одбележаа денот. Советот на општина Кавадарци денеска ја одржа четвртата вонредна седница. Беше разгледан и усвоен општинскиот енергетски план на општината за 2027 година и измените и дополнувањата на програмата за локален економски развој. Делегација од Северна Рајна, Вестфалија, Германија, во посета на Кавадарци. Се разговараше и за можностите за соработка на општина Кавадарци со градови и региони од оваа германска област. Денеска во општина Кавадарци се одржа работен состанок со представници од Државниот секретаријат на Северна Рајна, Вестфалија и представници на Германското друштво за меѓународна соработка, а на кој присуствува и градоначалникот, заменик градоначалникот, председателот на Советот и секретарот на општина Кавадарци. На средбата се разговараше за можностите за воспоставување и продлабочување на соработката помеѓу општина Кавадарци и региони и градови од Северна Рајна, Вестфалија, по вчерашното подпишување на меморандумот за соработка помеѓу Македонија и овој германски регион. Посебен акцент беше ставен на потенцијалната соработка во областа на земјоделието, лозарството и винарството, како и образованието и размената на искуства и добри практики. На состанокот присуствуваа Ева Марија Дурстевиц Маршал, Бертолд Волберг, Дејан Вратонич, Оливер Начевски и Љубомир Кекеновски. Општина Кавадарци продолжува активно да гради меѓународни партнерства и можности за развој во повеќе области од значење за локалната заедница. Советот на општина Росоман ја одржа 12-тата редовна седница. Советниците со 5 гласа за и 4 воздржани го изгласаа првиот буџетски ребаланс годинава, но и општинскиот годишен план за вработување. Советот на општина Росоман денеска ја одржа редовната 12-та седница. На почетокот советниците го проширија предвидениот дневен ред од 6 точки со уште една нова. Комисијата за финансии и буџет право поднесе извештај за седницата одржана на 19 мај, а потоа со 5 гласа за и 4 воздржани помина предлог, измените и дополнувањата на општинскиот буџет, односно првиот ребаланс за оваа година. Советниците едногласно позитивно одговорија на барањата за финансиска помош од правни физички лица, меѓу кои беа и оние за доуредување на црквата Свети Никола во село Паликура, како и она за финансирање на предстојниот меморијален турнир Сашко Гелов Шулц. Помина и годишниот план за вработување во општината за 2026 со 5 гласа за и 4 воздржани. На дневен ред се најде предлог програмата за измени на програмата за одбележување на предстојната манифестација Духовден фест Прасковер, која помина едногласно, а потоа следува и неколку предлог програми за дополнување на програмата за финансирање на изработка на урбанистички планови и локална урбанистичка планска документација во општина Росоман, кои исто така поминаа едногласно. Со 5 гласа за и 4 воздржани помини кварталниот извештај за финансиското работење на заедничкото јавно предпријатие Регионален центар за згрижување на бездомни миленици и ветеринарно здравство стационар Шепа Кавадарци. Последна точка беше општинскиот енергетски план за 2026, каде по краткото објаснување дека станува збор за законска обврска на општината поврзана со датуми, истата помина со 6 гласа за и 3 воздржани. Во убавините на градскиот парк во Кавадарци од денеска започна да функционира едукативно катче. Најмладите од детската градинка Рада Поцева денеска ја имаа можноста да се дружат, рекреираат и учат во природа. Денес на отварањето на едукативното катче во присуство на дечињата од градинката Рада Поцева со особена радост го споделуваме и го најавуваме овој убав проект кој ќе биде ново место за дружење, учење и детска креативност. На ова отварање претходеше и работилница организирана од секторот за култура при општина Кавадарци со учениците од средните училишта Добри Даскалов и Ѓорче Петров.
Нивните креативни изработки се дел од едукативното катче, кое ќе се наоѓа во склоп на градскиот парк и ќе ни понуди можност за рекреација, едукација и интерактивна игра. Во овој простор ќе може да се користи организирано од училиштата и детските градинки, но ќе биде достапен и за сите посетители. Нашата цел е да создадеме место каде децата ќе учат преку игра, да ја развираат својата љубопитност и ќе поминуваат квалитетно време во природа. Особено се радуваме што токму младите со својата креативност и енергија се дел од создавањето на ново катче кое ќе остане убаво место за сегашните и идните генерации. Ние имаме таа чест да ја отвориме ова едукативно катче денес со нашите дечиња од средна група од градинката. Ова едукативно катче ќе биде многу од помош, мислам, за дечињата од оваа возраст, за да можат повеќе, што е можно повеќе да присуствуваат во природа. Дечињата имаа можност да ги искористат овие реквизити кои што се баш за спортските активности, кои што се баш значајни за оваа возраст на деца и да може да уживаат во отворениот простор во овој период. Завршено е поплочување на пристапните патишта во село Возарци на површина од 1200 метри квадратни. Оваа активност се реализираше како дел од програмата за комунална изградба за 2025 година. Со овој зафат се овозможува побезбеден и полесен пристап за жителите, како и подобрување на условите за живот во населбата. Продолжуваме посветено да инвестираме во развојот на нашата општина, велат од локалната самоуправа. По барање на жителите од улицата Ѓорги Соколов, реконструкцијата продолжува со дополнителна делница во должина од 50 метри, со цел целосно подобрување на условите за движење и побезбедна инфраструктура за граѓаните. Со оваа дополнителна интервенција се излегува во пресрет на потребите на жителите, а активностите се реализираат со навремена координација и посветеност кон унапредување на урбаното живење. Изведувач на работите е јавното претпријатие Комуналец Кавадарци, кој продолжува со теренските активности согласно предвидената динамика. Комплетно е реконструирана улицата 29 ноември во Неготино. Проектот вреден околу 28,5 милиони денари е финансиран од Министерството за транспорт. Општина Неготино во соработка со Министерството за транспорт ја заврши реализацијата на еден исклучително комплексен зафат кој се однесуваше на реконструкција на улицата 29 ноември. Имено, градежните активности се одвиваа на 3 краци од оваа улица и тоа во првата фаза се изврши промена на комплетната канализациона и атмосферска мрежа, а се изврши и промена на старите и дотраени азбестни цевки со нови, пошто се поставија и приклучоци. По завршувањето на овие градежни работи се пристапи кон финализирање на работите преку комплетно асфалтирање на целата улица во должина од 724 метри. Вредноста на проектот изнесува 28 милиони 587.448 денари и е финансиран од Министерството за транспорт при владата на Република Македонија. Вчера се постави големиот крст во населбата Глишик по барање на местната заедница Глишик. Работите се изведуваа од страна на јавното претпријатие Комуналец со поддршка на општина Кавадарци и неколку општествено одговорни компании. Крстот е висок 15 метри со распон од 10 метри. Овој свет христијански символ ќе биде место на духовност и благослов за жителите на Глишик и целиот наш крај. Во сабота, Македонската православна црква Охридска архиепископија ја одбележува духовденската задушница. Почитувани верници, во спомен на починатите на 30 мај сабота се одбележува духовденската задушница која црквата ја восстановила за молитва за покој на душите на нашите преселени кај Господа. Така со почеток во 7 часот во црквата Свети Димитрија во Кавадарци ќе се ослужи света за упокоена литургија со општ парастас, а во 8 часот ние свештенството ќе бидеме присутни на градските гробишта во Кавадарци
и сите кои ќе ги посетат почивалиштата на своите блиски. Од страна на свештениците ќе се произнесе молитва за покојните, за што ја апелираме до нашите верници да имаат трпение, и на сите гробни места ќе се произнесе најбитното, односно најсуштинското, за кои сме дојдени на почивалиштето на нашите покојни, а тоа е молитвата за покој на душите. Затоа уште еднаш апелираме до верниците да ги напуштат суеверијата и обичаите кои се години ги практикувале за овој ден и да му се посветат на христијанскиот начин на одбележување на задушница, односно да се посветат на молитвеното застапништво за починатите, а не во тоа колку количество храна ќе се раздаде на гробиштата, односно по принесување жртва се подразбира варена пченица и вино. Оваа задушница се нарекува Духовденска, не поради душите на починатите, туку поради празникот Духовден, слегувањето на Светиот Дух врз апостолите точно 50 дена по Воскресението. И овде ќе нагласиме дека во недела на Духовден нашите верници не треба да одат на гробиштата, бидејќи на празникот Духовден црквата ја започнала својата мисија и се смета за роден ден на истата. Самиот празник Духовден се прославува 3 дена. Така на наша голема духовна радост во понеделник на 1 јуни, втор ден Духовден, ден на Светиот Дух во 8 часот, нашиот духовен татко, митрополитот Повардарски, господин Агатангел, ќе отслужи света божествена архиерейска литургија и ќе се помоли за мир и благосостојба во нашиот град и за сите православни христијани ширум светот. Затоа ви повикуваме да дојдете и го примите благословот Божи преку нашиот митрополит и го пренесете во вашите домови за мир и за спасение на сите. Амин. 3 дена Духовден фест Праскобер 2026 во Росоман. Од утре стартува манифестацијата со богата музичка програма, традиција и добронамерници од сите страни. Почитувани сограѓани, почитувани жители на општина Росоман, но и на околните општини од Вардарскиот регион и од целата Македонија, ве покануваме на Духовден фест, односно Праскобер фест, кој што традиционално се одржува во општина Росоман. Овој викенд во Росоман ќе имаме богата културно-уметничка програма. Во петок имаме настапи на Ана и девојките и на групата Кукулеле, додека во сабота во 10 часот имаме традиционален турнир помеѓу постарите играчи од Република Романија, општина Анина, исто така имаме од Пландиште, од Република Србија, имаме гости од Турција, од збратимените општини, културно-уметнички програми. Исто така во 18 часот е настапот на културно-уметничките друштва на амфитеатарот во дворот на Основното училиште Пере Тошев, каде ќе имаат настап наши македонски фолклорни и културно-уметнички друштва, но и настап на играорци од Србија, од Пландиште и од Турција. А сабота од 20 часот настапува групата Колектив, додека во 22 часот има настап Мирза Селимовиќ од Босна. Така да очекувам да имаме позитивна атмосфера, многу енергија на територијата на општина Росоман. Додека во недела е традиционално Росоманскиот Панаѓур, каде што жителите од околните општини присуствуваат во општина Росоман. Измените на Законот за нефер трговски практики се очекува да бидат донесени летова, изјави заменик министерот за економија Маријан Ристески. Повтори и дека казните ќе бидат многу поригорозни, а со одредбите ќе бидат опфатени и добавувачите. Веќе увидовме некои технички пропусти во законот, тие ќе бидат изменети, посебно околу прецизноста на склучувањето на договорите помеѓу добавувачите и купувачите и посебно во зголемувањето на казнената политика. Оние кои нема да го почитуваат законот, има 10-кратно поголеми казни. Тоа го најави премиерот, го најавуваме и ние, меѓутоа новитет ќе биде и добавувачите да имат казни по таа казнена политика од законот, бидејќи оние кои ги поддржуваат нефер трговските практики од страна на трговците на некој начин се соучесници во сето тоа на грбот на крајот од денот на грбот од граѓаните, бидејќи сето тоа преку цената го плаќаат граѓаните во Република Македонија. Па како влада видовте дека имаме капацитет да се справуваме со вакви кризи кои ги имавме во овие 2 години, бидејќи кризата и предизвикана од едно лошо економско владење од претходната влада ја трпи токму ова влада преку
враќање на стари долгови, лоши законски решенија и да речам лоши мерки кои ги спроведувале, кои што на некој начин како бран се пренесува во наредниот период. Ние успеавме да смириме инфлацијата пред да почне светската економска криза и беше проектирана на 2,5 до 3% од страна на Народна банка и владата, меѓутоа сигурно ќе имаме малку повисока инфлација, ќе гледаме да биде во рамките на тие можности и владата во иднина е спремна да ги спроведува сите законски можности и решенија, дали тоа ќе биде во однос на ограничување на цени во иднина или пак во однос на намалување на ДДВ на одредени, например на основни прехранбени производи и така натаму. Министерот за здравство Азир Алиу најави нови активности за зајакнување на системот за поддршка на граѓаните кои сакаат да се откажат од пушењето. Тој на денешната пресконференција по повод Светскиот ден без тутун рече дека годинашното мото е насочено кон разоткривање на привлечноста и зависноста од никотин и тутун. Министерството за здравство ја ажурираше есенцијалната листа на лекови и во неа првпат се ставени лекови за одвикнување од пушењето и контрацептивните средства, а тоа се трансмедалните фластери и никотинските гуми за джвакање. Целта е да се зголеми нивната достапност во нашата држава, да бидат препознаени од јавноста, исто така од фармацевските компании за нивната потреба, да се користат и да може од матичните лекари да ги препишуваат истите. Левица ќе поднесе втора интерпелација против министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, обвинувајќи го за саботирање истраги, селективна правда, непрофесионално работење на полицијата и судир на интереси. Председателот на партијата Димитар Апасиев на денешната пресконференција изјави дека состојбата во Министерството за внатрешни работи дополнително се влошила, а институцијата наместо професионален сервис станала приватна партиска полиција. Распишете референдум. Граѓаните нека одлучат дали сакаат нивните деца да платат цена за Мицкоски, рече на денешната пресконференција портпаролката на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Богданка Кузевска. Владата на Мицкоски призна дека нема пари ниту за организирање референдум на кој граѓаните треба сами да одлучат за својата иднина. Пари има само за криминалната група на ВМРО и нивните криминални тендери. Нема пари за граѓаните, нема за повисоки плати, нема за минимална плата од 600 евра, нема пари за мерки, нема пари за субвенции за земјоделците. Нема ниту за референдум на кој граѓаните треба да одлучат за својата судбина, за иднината на своите семејства, за иднината на своите деца. За Мицкоски и криминалната група околу него, само граѓаните треба да ја платат цената. Затоа Мицкоски вели, ќе ја платиме цената. Нема Мицкоски да плати. Нема неговите министри и функционери со бугарски пасоши во джебовите да платат. Цената ја плаќаат граѓаните, ја плаќаат семејствата, ја плаќаат младите. 2 години Мицкоски и ВМРО се на власт и се е полошо. Платите стагнират, цените дивеат, а народот едва и врзува крај со крај. Луѓето се борат да преживеат, а младите се повеќе ја гледаат иднината надвор од Македонија. Мицкоски и ВМРО лажеа за се, а лажат и денеска. Лажеа дека ќе го вратат името, лажеа дека Преспанскиот договор е предавство, лажеа дека се загрозени јазикот, културата и македонскиот идентитет. Сега повторно лажат дека Европа го загрозува македонскиот идентитет. Не. Единствено што е навистина загрозено е иднината на нашите деца со криминалните политики на Мицкоски. Тој и неговата банда не сакаат Европска Унија затоа што во Европа има правда, има институции и има одговорност за криминал и корупција. Затоа не држат како заложници цел народ. Ние во СДСМ не го прифаќаме тоа. Јас како мајка на 2 деца не можам да го прифатам тоа. Не можам мирно да гледам како се повеќе родители ги испраќаат своите деца на аеродроми со солзи во очите, затоа што овде повеќе не гледаат иднина за нив. Не сакам моите деца утре да растат со чувството дека единствен начин да имаат нормален живот е да ја напуштат својата татковина. Сакам моите деца да живеат тука. Сакам да учат тука,
да создаваат семејства тука, да веруваат дека можат да успеат во својата држава и да придонесуваат во својата држава. Референдумот, почитувани, не е политичко прашање, туку прашање за нашите семејства, за нашите деца и за иднината на Македонија. Граѓаните сами треба да одлучат дали се подготвени тие, нивните семејства и нивните деца да ја плаќаат цената на погрешните политики на Мицкоски. Ние не сакаме да ја плаќаме цената. Ние сакаме иднина европска. Распишете референдум. Граѓаните да одлучат. Дали 5 милиони евра е дилот за Гета? Владата да не крие колку пари ќе платат граѓаните, порача од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Почитувани, граѓаните плаќаат, а владата крие. Колку чини концертот на Дейвид Гета за независноста? Наместо да заобиколува и да се крие за некакви договорни клаузули, владата има обврска, јавно, да каже колку ќе ги чини граѓаните. Ова само ги подгрева сомнежите дека станува збор за дил во 4 очи, позади кој се кријат дебели провизии. Сите детали мора да бидат јавно објавени. Ние не сме против Дейвид Гета и негов настап. Не сме против концерти и прослави. Ние сме против криминал, против криење информации и лапање пари зад грбот на народот за милионски провизии. Настапот на Дейвид Гета чини најмалку 1 милион евра и оваа сума е само за него. Дополнителни трошоци има за бини, за озвучувања, за обезбедување, придружни актери, што уште повеќе ја крева сумата. Граѓаните имаат право да знаат колку пари ќе се потрошат, од каде се обезбедени парите, зошто немаше јавен повик и тендер, како е одлучено фирмата Авалон да организира државна манифестација, фирма која е со блокирана сметка и е секој пат на листата на должници на УЈАП. И најважно, владата мора да одговори како е дозволено продажбата на билетите за државен настан да оди преку Авалон. Каде завршуваат овие пари и по кој основ токму оваа фирма е вклучена во организацијата и продажбата. Дополнително, познато е дека вакви светски музички имиња бараат високи авансни исплати и до 30%, уште пред одржувањето на концертите. Дали веќе се исплатени пари по овој основ? Колку и на кој начин? Се најавуваат и останати 120 артисти. Кој одлучува кои артисти ќе бидат донесени? Фирмите кои што се занимаваат со ваков тип на настан веќе шпекулираат дека сумата е договорена на над 3 милиони евра, а може да достигне и до 5 милиони евра. Независноста на државата треба достоинствено да се одбележува, а не криминалната организација ВМРО да го корумпира и валка со матни пари денот на независноста. Прво уставни измени, потоа редефинирање на историјата и идентитетот. До таму е спремен да оди специјалниот пратеник на Радев, Венко Филипче, прес конференција на владејачката ВМРО-ДПМНЕ. Прво спроведување на уставни измени, а потоа редефинирање на историјата и идентитетот. Ете до таму е спремен да оди специјалниот бугарски пратеник на Румен Радев, Венко Филипче. Филипче е на иста линија со Виктор Стојанов од Фондацијата Македонија, која действува во Македонија ширејќи говор на омраза кон македонците, негирање на македонскиот идентитет и представување на македонската историја како бугарска. Филипче е на иста линија и со бугарската министерка на Радев, Петрова Чамова. Како што можеме да видиме на фотографиите зад мене, и двајцата велат дека преговараме со Европската Унија, а не со Бугарија. Но проблемот е во тоа што само Бугарија, поради своји интереси, ја кочи и ветоизира Македонија на полето на евроинтегративниот процес. За таа цел, бугарските власти ги најдоа меките ткива во политиката на Македонија, како Зоран Заев, како Димитар Ковачевски, а сега и Венко Филипче, кои слугуваат на туѓи интереси на штета на сопствените, на македонските.
Иако граѓаните им одржаа лекција, ги казнија на 4 последователни избори, токму поради нивните антидржавни политики, на Филипче и на СДС не им доаѓа памет и продолжуваат со истата поданичка политика, мислејќи дека така ќе дојдат на власт. ВМРО-ДПМН нема да дозволи бугаризација на историските ликови кои твореле, кои го описмелиле регионот и кои се бореле за да создадат македонска држава. Македонија има своја историја, свој идентитет и свој македонски јазик. Се додека ВМРО-ДПМН е на власт, нема да дозволиме погазување на нашето достоинство. Продолжуваме со вести од спортот. Женскиот кошаркарски клуб Спорт Тим од Неготино ќе биде организатор на завршниот турнир за кадетска конкуренција, односно М16 во женска конкуренција, кој ги организира Кошаркарската федерација на Македонија, откако ја обезбеди организацијата на лицитацијата организирана од Канцеларијата за младинските лиги. Со завршниот турнир во Неготино, младите кошаркарки до 16 години ќе го комплетираат надпреварувањето за сезоната 2025-26 и тоа со дводневен финален турнир во Final Four формат, кој ќе биде реализиран во салата Младост во Неготино. Полуфиналните надпревари се играат на 30 мај сабота. Од 15 часот ќе се сретнат екипите на Пробаскет од Кавадарци и Скопски Вардар, а од 18 часот ќе игра домакинот Спорт Тим против екипата на Петровскиот Битола. Ден подоцна, на 31 мај во недела од 15 часот, поразените ќе играат за трето место, а од 19 часот победниците од полуфиналните дуели ќе го дадат шампионот во оваа возрастна категорија. Огромните долгови на клубовите кон Кошаркарската федерација создаваат сериозни проблеми во македонската кошарка со години наназад. Но, актуелното раководство конечно најде начин да ги изравни сметките за во следната сезона да се влезе со салдо 0 за сите учесници и нивните обврски кон куќата на кошарката. Од Македонската кошаркарска федерација уште пред известно време дадоа рок до клубовите должници до 31 мај да ги покријат долговите со огромен попуст од 40%, а оние кои нема да го фатат овој рок ќе може да ги покријат долговите до 20 јуни, но со попуст од само 20%. Федерацијата веќе подолго време е во разговори со клубовите должници, речиси сите ветуваат дека ќе го покријат она што го должат, но дел од нив се уште се во сериозен минус во врските кон федерацијата. Неофицијално, од суперлигашите станува збор за ТФТ и за работнички, како и за поранешниот првак во женска конкуренција Баскет Кам. На листата на сериозни должници се и гостивари Црн Дрим. Она што е сериозна новост од куќата на кошарката е новиот систем на лиценцирање, според кој клуб што има долг кон федерацијата нема да може да добие лиценца за да се надпреварува во соодветната лига. Роковите ќе бидат јасни. Клубовите ќе можат до 15 јули да аплицираат за учество во соодветната лига, а потоа дополнителни 2 недели да го исполнат сето она што ќе се бара од нив согласно пропозициите. Новина е што секој тим од Суперлигата ќе мора да има најмалку по 2 екипи во младинските категории, а ќе има и лимит за најнизок буџет за плати, и тоа во висина од 100.000 за Суперлигата, од 30.000 евра за плати на тимовите во првата лига и 15.000 евра буџет по клуб за плати за елитното женско кошаркарско друштво во Македонија. А сега временската прогноза. Сончево, со мала до умерена локална облачност. Ќе дува слаб до умерен, а наместа долж по Вардарието повремено засилен ветер од северен правец. Температурата ќе се движи од 13 до 30 степени. Од недела температурите повторно ќе бидат во пораст, а во попладневните часови ќе има локална појава на нестабилност со пороен дожд, грмежи и засилен ветер.
Почитувани гледачи, тоа беше се во ова издание на Дневникот на КТВ телевизија. Ви благодарам за вниманието и имајте пријатна вечер.